Под катедралата Нотр-Дам во Париз се пронајдени повеќе од 1000 артефакти, меѓу кои се и гробници и скулптури од средниот век. Овие откритија се сметаат за значаен придонес во разбирањето на историјата на катедралата и нејзиното опкружување. Најзначајно меѓу пронајдоците е оловниот саркофаг, кој се верува дека припаѓа на високопоставена личност од 12 век. Ископувањата се дел од обновата на катедралата по пожарот во 2019 година. Домашните ореви речиси исчезнале од хрватските пазари поради зголемената конкуренција од увозните производи, кои се значително поевтини. Локалните производители се соочуваат со предизвици како климатските промени и недостаток на субвенции. Покрај тоа, се поголем дел од хрватските граѓани се одлучуваат за увозни ореви, бидејќи домашните стануваат финансиски неисплатливи. Ова ја загрозува традиционалната обработка и производство на ореви во Хрватска. Во Соединетите Американски држави, во ноември се вработиле 227.000 лица, што укажува на значителен пораст на пазарот на труд. Податоците покажуваат стабилен економски раст и покрај стравувањата од рецесија. Вработувањето најмногу се зголемило во секторите за здравство, образование и деловни услуги. И покрај растот, аналитичарите предупредуваат на можни предизвици, како зголемените каматни стапки и инфлацијата. Фабриката во Австрија која ги произведуваше прочуените Моцарт топчиња се затвора по 127 години работа. Последното чоколадо беше произведено како дел од долгогодишната традиција што го представуваше символот на австриската култура. Причината за затворањето е финансиската нестабилност на компанијата и високите трошоци за производство. Сепак, се разгледуваат можности за префрлување на производството во други земји. Вистина е дека извонредните нови високотехнолошки фотографии го откриваат лицето на вистинскиот лик кој го инспирирал концептот на Дедо Мраз по повеќе од 1700 години откако првпат го развеселил Божик, пренесува New York Post. Вистина е дека научниците користеле податоци од черепот на Свети Никола од Мира, чија наклонетост кон подарувањето ја поттикнало легендата за Дедо Мраз, за форензички повторно да го создадат неговиот лик. Свети Никола умрел во 343 година, долго пред некој да може да фотографира, па 3D сликите откриваат дека неговото лице е силно и истовремено нежно. Черепот има робустен изглед, создавајќи силно лице, со оглед на тоа што неговите димензии на хоризонталната оска се поголеми од просекот. Оваа карактеристика, во комбинација со густата брада, потсетува на фигурата што ја имаме на ум кога размислуваме за Дедо Мраз, вели Цицеро, Свети Никола од Мира, познат по тоа што ги наградувал само децата кои се однесувале добро. Прво бил инспирација за холандскиот народен лик Синтерклас, кој подоцна станал познат како весел старец кој вози санка и носи играчки за децата во сад. Вистина е дека на фотографијата може да се види светецот прикажан со широко чело, тенки усни и заоблен нос, вели главниот автор на истражувањето, Цицеро Мораес. Вистина е дека Мораес бил изненаден кога открил дека научно создадените слики се совпаѓаат со раните описи на Дедо Мраз во литературата, како поема од 1823 година која ги опишува неговите розови образи. Широко лице и нос како цреша. Вистина е дека проучувањето на посмртните останки на светецот открило дека тој страдал од хроничен артритис на арбетот и карлицата и имал дебел череп кој веројатно му предизвикувал чести главоболки. Научниците откриле и дека светецот јадел храна главно базирана на растенија. Вистина е дека научниците кои ја извршиле оваа иновација користеле напредни методи на форензичка реконструкција за да го оживеат лицето на Свети Никола од Мира, едно од најпознатите фигури во христијанската историја, кој, преку своите дела на љубов и дарување, станал инспирација за ликот на Дедо Мраз. Вистина е дека со користење на 3D технологија, тие успеале да создадат виртуелни слики кои го реконструираат неговото лице, базирани на податоците од неговиот череп, кој бил пронајден во 50-тите и кој се чува во катедралата во Бари, Италија. Вистина е дека според резултатите од истражувањето, Свети Никола имал силни, но и деликатни физички карактеристики, што ја објаснува неговата голема популарност и идеализирање како добродетелен и моќен старец. Од описите на неговото лице, кои се идентични со оние што се појавуваат во поемата Носењето на Свети Никола од 1823 година, се гледа дека светецот имал изразено чело, тенки усни и заоблен нос. Овие карактеристики, заедно со дебелата брада, потсетуваат на денешната слика на Дедо Мраз, кој е познат по својот симпатичен и пријателски изглед. Вистина е дека истражувањето на оваа историска личност не само што ги објаснува корените на модерниот лик на Дедо Мраз, туку и допринесува за длабочината на разбирањето на тоа како легендите и културните предрасуди влијаеле на обликувањето на нашите современи идеи за љубезност, дарување и празнични традиции. Вистина е дека овој напредок во научната технологија, кој ни овозможува да ги реконструираме историските фигури на нов начин, не само што ги потврдува историјата и легендите, туку и дава ново значење на славењето на Божик и празниците кои го следат.
Анталија е прогласена за туристички град на годината, благодарение на својата богата понуда од природни убавини, културно наследство и висококвалитетни туристички услуги. Оваа дестинација годишно привлекува милиони туристи од целиот свет. Градот е познат по своите плажи, антички локалитети и врвна хотелска инфраструктура. Со овој успех, Анталија го потврди својот статус како водечка туристичка дестинација.